10 деца заболени од грип се хоспитализирани на интензивна нега, а 2 од нив се на кислородна поддршка поради сериозни компликации. Според надлежните, состојбата на малите пациенти е под контрола, но остануваат под постојан медицински надзор. Одделот за интензивна нега во детската клиника е значително оптоварен поради зголемениот број на заболени од сезонски грип. Лекарите апелираат до родителите да бидат внимателни и при први симптоми на болеста да побараат лекарска помош. Според епидемиолозите, циркулацијата на грипот годинава е поинтензивна, а најпогодени се децата и хронично болните лица. Здравствените власти препорачуваат вакцинација како најефикасна заштита, но и почитување на мерките за хигиена. Министерството за здравство уверува дека има доволно болнички капацитети и лекови за справување со состојбата. Сепак, ги повика граѓаните на зголемена претпазливост за да се спречи на тамошно ширење на вирусот. Финансиската полиција поднесе кривична пријава против правно лице и негов одговорен субјект поради даночно затајување. Според истрагата, тие го оштетиле државниот буџет за 8.703.558 денари преку незаконски финансиски трансакции. Според надлежните, осомничените во текот на деловното работење избегнувале плаќање на даночни обврски и пријавувале лажни податоци во финансиските извештаи. Ваквите неправилности биле откриени по детална контрола од страна на финансиските инспектори. Финансиската полиција нагласува дека ваквите случаи сериозно ја нарушуваат економијата и ги поткопуваат јавните финансии. Институциите најавуваат засилени контроли за откривање и санкционирање на сите кои се обидуваат да избегнат даночни обврски. Случајот е предаден на јавното обвинителство, кое треба да одлучи за понатамошниот тек на постапката. Ако се докаже вината, осомничените се соочуваат со законски санкции, вклучувајќи и можни затворски казни. Хрватските граѓани организираат бојкот на поскапените производи во знак на револт против зголемените цени. Преку социјалните мрежи се шират повици за избегнување на купување одредени артикли, со цел да се изврши притисок врз трговците. Потрошувачите се жалат дека цените во маркетите значително се зголемени и покрај владините мерки за контрола на инфлацијата. Особено се поскапени основните прехранбени производи, што дополнително ја оптоварува секојдневната потрошувачка. Трговците, пак, тврдат дека зголемувањето на цените е резултат на глобалните економски услови и повисоките трошоци за набавка. Сепак, граѓаните бараат конкретни решенија и најавуваат продолжување на бојкотот доколку не се намалат цените. Владата апелира за трпение и најавува нови мерки за заштита на куповната моќ на граѓаните. Во меѓувреме, економските аналитичари предупредуваат дека долгорочен бојкот би можел да има последици и за трговците и за економијата во целина. Украина изврши нови напади со дронови врз Москва и други руски региони, што предизвика загриженост за безбедноста во главниот град. Според руските власти, повеќето дронови биле соборени од противвоздушната одбрана пред да предизвикаат значителна штета. Министерството за одбрана на Русија соопшти дека нападите биле насочени кон цивилни и инфраструктурни објекти, но нема информации за жртви. Во некои делови на Москва биле регистрирани експлозии, што предизвикало паника меѓу жителите. Од украинска страна нема официјална потврда за нападите, но претходно Киев најави дека ќе продолжи со воздушни удари врз цели во Русија. Украинските власти тврдат дека ваквите акции се одговор на руските напади врз нивната територија. Во меѓувреме, меѓународната заедница повикува на воздржаност и дипломатско решение на конфликтот. Напнатоста меѓу двете земји останува висока, а аналитичарите предупредуваат дека ваквите напади можат дополнително да ескалираат ситуацијата. Поранешниот американски претседател Доналд Трамп нареди објавување на последните тајни документи за атентатот врз Џон Кенеди. Оваа одлука треба да стави крај на децениски шпекулации и теории на заговор поврзани со убиството на 35-тиот претседател на САД. Националниот архив веќе објави голем дел од документите, но одредени досиеа останаа класифицирани поради безбедносни причини. Со новата одлука, јавноста ќе добие целосен увид во истрагата за убиството на Кенеди во 1963 година во Далас. Историчарите и истражувачите со години бараат транспарентност, тврдејќи дека задржаните документи би можеле да откријат нови детали. Сепак, американските власти инсистираат дека не постојат докази кои би го промениле официјалниот заклучок дека Ли Харви Освалд делувал сам. Објавувањето на документите се очекува да предизвика нови дебати и анализи, но и да поттикне нови теории за вмешаноста на разни фактори во убиството на Кенеди. Историската мистерија и понатаму останува една од најголемите загадки на 20 век.